Со 28 фиктивни фактури за наводно извршени услуги за изработка на сценарија, документарни филмови и други проекти од фирмата Акстратрейд на Перо Наков завршувале во Ајден, со што според надлежните бил затаен данок од 2,8 милиони евра. Тоа е само дел од вкупната сума од над 4 милиони евра, за која надлежните се сомневаат дека е затаен данок во аферата Пајажина. Истражните органи се сомневаат дека данок се затајувал и на тој начин што се издавале деловни простори и возила под закуп по нереални цени и така останувало помалку за одоначување. Според информациите на Канал 5, финансиската истрага открила дека приходи на Ајден, наместо да бидат пријавени и одоночени, биле префрлани на други фирми од Перо Наков. Една од нив е Форнети, која добила средства од Ајден на име на заем, а потоа исто така како заем или наплата ги префрлала на други фирми од мрежата. Според досегашната истрага, фирмите на Перо Наков, кои биле со празни сметки, останувале активни наместо да бидат ставени во стечај и на тој начин било избегнувано да се раштитат долговите кон фирмите на кои им должеле пари. Се наведува примерот со фирмата Време Трейд, која е пренела собственоста на автомобилите на друга фирма на Перо Наков, Астра Трейд. Дел од тие автомобили не можеле да бидат префрлани, бидејќи биле задолжени во банка за кредит. Судската истрага е насочена да открие дали наместо да ги вратат долговите, фирмите регистрирани на Перо Наков, како пари за реклами ги префрлале кон медиумите регистрирани на истата адреса. Според шемата на инспекторите од организиран криминал, јадрото на Пајажината е собственикот на Ајден Вилија Рамковски, кого полицијата го товари како организатор. Во првиот круг од Пајажината, според истрагата му биле најблиските роднини, синот, братот, ќерката, внуката, поранешен и сегашен директор и управители на неколку фирми од Перо Наков.